Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Навистина уште една вечер да можеме да бидеме заедно и се разбира да му дадеме чест и слава на нашиот Господ и Спасител. Меѓутоа оваа вечер ја верувам дека е посебна вечер и секоја вечер емитувана во Гласот на вистината е посебна вечер, затоа што верувам дека навистина Бог е присутен и тој не води, не благословува, за да можеме редовно и активно да имаме, се разбира, оваа емисијата Гласот на вистината. Емисијата Гласот на вистината постои затоа што има за цел да ви зборува преку Светото Писмо. И преку тоа писмо да видиме што Бог сака да ни каже на сите нам. Што тој нам ни препорачува преку Божјото Слово. Преку Божјото Слово ние можеме да ја откриеме волјата Негова. Да видиме кој е планот Божи за нас. Бог има план за сечи живот. Ова вечер мора да знаеш дека Бог има план за твојот и за мојот живот. Затоа е многу важно и многу битно да го слушаме Неговиот глас. Библијата вели дека Божите луѓе го слушаат Неговиот глас. Всушност, тие се дел од Неговото ставо. Христос е пастирот началникот. Тој е главата на црквата. Главата на народот. Затоа што тој е оној кој дојде пред 2000 години и се жртвуваше за моите и за твоите гребови. И ја плати цената која требаше, се разбира, ние да ја платиме. Почитувани слушатели, без тоа спасение кој Бог го направи за човекот, сите ние ќе завршевме во пеколот. Но Бог сака сите луѓе да се спасат. И тоа е Божјата волја за нас. Затоа тој го испрати Исус Христос на оваа земја, за да може сите луѓе, се разбира, да се спасат. Зборуваме за Библијата. Зборуваме дека Библијата се уште е актуелна. Но меѓутоа зборуваме точно за една тема која што длабоко верувам дека едноставно ќе не научи како да се управуваме, како да се движиме, но од друга страна ќе даде одговор на многуте наши прашања по прашање на Светото Писмо. Затоа што постојат луѓе, голем број на луѓе кои не веруваат дека Библијата е веродостојна книга и дека во низи има свежина и дека во низи има зборови Божи. Но ние во претходните емисии видовме дека Библијата е од Бога и дека Бог е автор на самото Свето Писмо. Почитувани слушатели, биле точно потребни 16 века да биде напишана Библијата. Тоа е еден огромен и долг, се разбира, период. Од друга страна, мораме да благодариме, затоа што во денешно време, во овој модерен свет, Библијата ни е достапна на сите нас. Достапна и плюс тоа, имаме можност денеска да ја користиме Библијата преку електронски пат. Затоа е многу важно да ја читаме, се разбира, Библијата, па и дури самата техника кој што денес модерниот човек ја располага или ја има, да ја користи, се разбира, за славата на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Библијата е исто така напишана да не сочува, да го сочува нашиот живот, да не благослови. Библијата е напишана исто така од причина за да може да ги запази луѓето, за да луѓето не служат на други богови, освен на единиот Бог. И видовме што е запишано во Стариот Завет. Видовме дека во 19-та глава од книгата Излез дека Бог прави нов договор со Божјиот народ. Народот кој излезе од, се разбира, од египетската земја, кој рабуваше 430 години и Бог преку Мојсе го изведи тој народ, за да може народот Божи да му служи
да ги чува и пази Божите закони, Божите уредби и Божите, се разбира, заповеди. Зборуваме за 10 Божи заповеди, кои што се небесен устав и Божјо огледало, за да може Божјиот народ да се управува и да пази и да внимава, да не верува во многу, се разбира, богови. И видовме, читавме од, се разбира, 20-та глава од книгата Излез и видовме кој е првата, се разбира, првата заповед. Немој да имаш други богови, освен, се разбира, мене. Така гласи првата Божја заповед. Почитувани слушатели, ние исто така нешто ќе прочитаме од 5-та книга на Мојсе, тоа е, се разбира, повторени закони. Отвориме заедно 5-та книга на Мојсе. Ќе читаме 5-та глава. Ќе читаме од 1, се разбира, до 7. И еве што ни вели Словото Господово. Тогаш ка Мојсе го свика сиот израелски народ. Им рече: слушајте ги, израелски народе, наредбите и законите што ти ги кажувам денес во уште твој. И труди се да ги исполнуваш. Господ нашиот Бог вклучи со вас завет во Хорив. Тој завет Господ го вклучи со нашите татковци, туку со нас, кои сме сега сите живи. Лице в лице ви говореше Господ вам во планината од огнот. Јас пак стоев меѓу Господ и меѓу вас во тоа време, за да ги пренесам зборовите Господови, бидејќи вие се плашевте од огнот и не излегувавте на планината. Тој тогашка рече: јас сум Господ твојот Бог, кој те изводив од египетската земја и од домот на робството. Да немаш други богови, освен мене. Еве како повторно гледаме Господ му зборува на народот Божи. Да немаш други богови, освен мене. Потоа, кога ќе видиме што бара оваа заповед од нас, ќе можеме многу работи да ги забележиме, се разбира, оваа вечер. И да видиме што навистина ова Божја заповед бара од сите нас. Еве малце ќе се занимаваме со 10 Божји заповеди. Не е толку многу, меѓутоа малку колку можеме да се напомениме. Кога зборуваме за 10 Божји заповеди, на еврејски значи Асерет Хагиберот. За да може човекот да го разликува доброто и злото, Бог дал закон. Овој закон се мисли на 10 Божји заповеди. Е надворешен закон или ракописен закон. Зошто така? Затоа што пред да биде даден овој видлив или ракописен закон, Бог дал закон во природата на човекот. Меѓутоа, човекот го игнорирал и тој природен закон, кој е внатре во природата на човекот, а подоцна Бог преку Мојсе на народот Божи им дал Божи закон. Всушност ги дал овие 10 Божи заповеди, кои што се уште наречени ракописен закон или надворешен закон. Бог преку овој закон имал за намера да го напомени или опомени и советува Божјиот народ. 10 Божи заповеди биле запишани во 2 камени плочи. Може би, почитувани слушатели, се прашувате зошто биле напишани 10 Божи заповеди во 2 камени плочи. Во првата плоча биле запишани првите 4 заповеди, а во втората плоча биле напишани 6 други останати заповеди, вкупно 10 Божи заповеди. Во првата се разбира, Библијата вели, која е и најголема заповед, вели: возлюби го Господа. А втората е слична на првата: љуби го ближниот. Првата Божја заповед од нас бара да веруваме во еден единствен Бог, а верувањата во многу богови да ги отфрлиме како грев и измама. Еве што вели Исус: никој не може да им слугува на двајца господари, зашто едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака, или кон едниот ќе се призре, а кон другиот
ќе го отфрли. Не можете да им служите, се разбира, на двајца господари. Ова ни е запишено во Евангелието на Матеј, 6 глава, 24 стих. Значи, Евангелие на Матеј, 6 глава, 24. Не можете да им слугувате на двајца господари, на Бога и на Мамона. Апостолот Павле подоцна исто така ги напоменува коринтјаните за лошите компромиси. Бог не сака да правиме компромиси. Треба да одлучиме на кому ќе му служиме. Изборот е наш, меѓутоа и одлуката е наша. На кому ние ќе му служиме. Размислите оваа вечер, ова се многу сериозни зборови, не мои зборови, туку ова се Божи зборови кои произлегуваат од самото Свето Писмо. На кому ќе му служиме? На боговите од онаа страна на реката Јордан или на Бог кој го створи небото и земјата? Ово беше прашањето на Исус Навин кога ги внесе во хананската земја и Исус Навин му го постави оваа прашање на народот Божи. На кому сакат да му служат? Тоа е всушност истото прашање за нас. На кому сакаме ние да му служиме? Размислувајте оваа вечер. И мојата молитва кон вас е да донесеме навистина, да донесете правилна одлука која ќе го води, се разбира, вашиот живот. Секоја ваша одлука ќе има и своји последици. Всушност, секоја наша одлука носи и последици. Затоа внимавајте какви одлуки донесувате во вашиот живот. Ова е најважната одлука во вашиот живот кој што треба да ја направите по прашање на вашата вера. На кому треба да му се верува? Не можеме да му слугуваме на двајца господари. Не можеме да правиме компромис, да веруваме во Бог, ама сепак да живееме во светот и тоа длабоко во светот и се оно што светот не нуди. Затоа ова вечер ве оставам со мирот Божи, со благословот Божи и прашањето на кому ќе му служите. Но Библијата е таа кој што напоменува на кому треба да му служиме, а сепак ние сме тие кои што треба да донесеме одлука. Почитувани слушатели, уште еднаш ќе кажам, имајте убава и благословена вечер. Се разбира, Господ нека биде со вас. Тој нека ве води, тој нека ве благословува, тој нека ви помогне. Побарајте оваа вечер помош од Него. Јас длабоко верувам дека можете да донесете, се разбира, позитивна одлука која што ќе влие и ќе го води вашиот живот. Имајте убава вечер и се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно!